Го следите најновото издание на регионалните вести. Во Гостивар свечено беше отворена фабрика за производство на редок метал тантал, инвестиција на англиска компанија. На настанот говореше и член на британското кралско семејство, принцот Мајкл од Кент. Со пригодна свеченост во Гостиварски Балиндол денес официјално беше пуштена во употреба фабриката на англиската компанија Power Resources Group. Во фабриката, рафинерија за производство на редок метал тантал, се инвестирани 12 милиони долари, а моментално се вработени 40 на работници. На отворањето пред присутните гости, соработници, јавни личности од политичкиот живот и бизнис заедницата, свое обраќање имаа директорот на компанијата Рей Пауер, принцот Мајкл од Кент и градоначалникот на Гостивар Невзат Бејта. So as I think you all know by now that we're here today to celebrate the completion of what is the world's newest. После неколку години истражување и речиси 2 години индустријска изградба и тестирање, можам да кажам дека оваа фабрика во Балиндол е неверојатно достигнување. Развивањето на нова технологија од индустријски размери во ограничен рок е многу сложено, но мојот тим, составен од технолози, инженери, научници, техничари, административен персонал, ја изгради оваа фабрика од нула, честопати принудуван да измислува нови процеси со ограничени хардверски избори што не беа достапни на локално ниво. As a great friend of this country, I followed the developments of this venture closely. Како голем пријател на оваа земја го гледав развојот на оваа инвестиција одблиску. Тоа што компанијата Power Resources Group го постигна тука е навистина извонредно. Сакам да потенцирам дека ваквите компании како оваа имаат вистинско влијание во отворањето нови работни места и општествен развој. Gjatë qeverisjes time janë ndërtuar shumë objekte kapitale, janë ndërtuar fabrika. Сите компании кои што инвестирале во општина Гостивар ја издигнале економијата и ја ублажиле невработеноста и за тоа сме благодарни. Ние постојано создаваме услови за инвеститорите и за странските и за домашните. Во оваа прилика сакам да ги повикам нашите бизнисмени кои работат надвор да се вратат и да инвестираат во родниот крај, зашто ние се трудиме да обезбедиме поволен терен. Истата компанија планира до крајот на годинава да пушти во употреба уште една фабрика, лоцирана во гостиварското село Чегране. Според најавите, тоа ќе биде инвестиција од 15 милиони долари, а првично ќе бидат вработени 70 на луѓе. Пред свеченото отворање, директорот на компанијата Рей Пауер и принцот Мајкл беа на прием во општина Гостивар. Не постои магична формула од превенција со трговија со луѓе, но клучот е во информираноста. Сметаат од Отворена порта невладината организација која започнува кампања од Тетово во оваа област. Минатата година биле идентификувани 6 жртви на трговија со луѓе, сите од женски пол. Превентивни активности со учениците средношколци како најризична група на трговијата со луѓе спроведува невладината организација Отворена порта. Нивната кампања, насловена како "Што гледаш, биди нивниот глас", започна денес од средниот училишен центар Моша Пијаде, а целта е подигање на свеста за постоењето на трговија со луѓе, но и да се поттикне целокупната јавност да се информира за овој проблем и за тоа како може да се превенира и да се пријават случаи на трговија со луѓе. Бројките секоја година на идентификувани жртви на трговија со луѓе се помали, меѓутоа тоа од друга страна не мора да значи дека и бројот на жртви во реалната бројка е помала, бидејќи ако ги земеме во предвид статистиките од соседните земји каде што во просек годишно има 100 до 150 жртви на трговија со луѓе, кај нас минатата година имавме 6 идентификувани жртви на трговија со луѓе. Токму и затоа ја покренавме оваа кампања со цел да се информира, да се охрабрат луѓето, да пријават, да побараат информации, се со цел да се заштитат од трговијата со луѓе. Република Македонија е земја на потекло, транзит, дестинација за жртвите на трговија со луѓе. Според статистиката од минатата година, 6 жртви беа идентификувани. Сите се од женски пол, од кои што 5 се македонски државјанки и една е странска.
најголем број беа тргувани со цел сексуална експлоатација, додека една од жртвите беше со цел принуден брак. Не постои магична формула за превенција на трговија со луѓе, но клучот е во информираноста, сметаат од отворена порта. Не постои земја во светот каде што нема трговија со луѓе. Може би формулата е колку повеќе ние сме информирани за проблемот, колку повеќе сме запознаени со тие превентивни мерки, толку подобро за нас би се заштитиле. Секогаш пред да се донесе било која одлука треба добро да се информираме, посебно во овој период, да речеме, на мобилност, кога имаме голема миграција, движење, секогаш пред да се донесат тие одлуки за, прифаќање на добра понуда за работа, патување во странство и така натаму, секогаш добро да се информираме. 0805 единици е SOS бесплатниот телефон кој е во функција секој работен ден од 8 до 20 часот, а на него можат да се јавуваат сите кои имаат потреба од консултација или совет. Повиците остануваат анонимни. Во однос на интензитетот на повици се зависи од тоа колку ние спроведуваме активности и кампањи. Се разбира, кога телефонскиот број е повидлив, тогаш луѓето знаат и каде да се охрабрат. Токму и затоа е еден како односителите на оваа кампања. Најчесто се јавуваат да побарат совет и информација поврзана со патување во странство. Претежно тоа се млади лица кои што од различни причини заминуваат во странство. Дали тоа е за работа, за студирање, се јавуваат чисто да се информираат во однос на услови, како да потпишат договор, кои документи им се потребни, дали агенцијата која што ја нуди работата навистина е регистрирана кај нас како агенција која што може да посредува за вработување во странство и така натаму. Многу помал е бројот на, да речеме, потенцијални жртви или жртви кои што се јавиле на оваа SOS телефонска линија и токму затоа сакаме да ги охрабриме и да ги информираме граѓаните дека SOS линијата е тука за нив, за да им обезбеди информација, помош и поддршка. Невладината организација Отворена порта веќе 17 години одблизу ја следи ситуацијата со трговија со луѓе, а обезбедува и услуги на жртви од ваквата трговија. Кампањата започнува денес, а ќе заврши на 18 октомври, кога се одбележува Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе. Полицијата информира дека е приведен тетовец кој се барал за издржување за 3-годишна затворска казна. Во сообраќајка на автопатот кон Гостивар тешко се повредени 2 лица. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера 18 септември околу пладне привеле 44 годишен тетовец осуден на 3-годишна затворска казна за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. По приведување и кусото задржување реализирано со судска наредба, тој е предаден во казнено-поправната установа Тетово на издржување на затворска казна. На улица Маршал Титово Тетово вчера околу 17 часот и 20 минути приведени се двајца албански државјани на 24 и 28 години поради сомнение дека го злоупотребиле туристичкиот престој. Двајцата се предадени на одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија и со изречена забрана за влез во Република Македонија од 1 година. Депортирани се во нивната матична земја. Вчера околу 17 часот и 30 минути на автопатот Гостивар Тетово во непосредна близина на клучката за камењање се случила сообраќајна несреќа во која учествувале 3 возила. Патничко возило Голф со косовски регистарски таблици, патничко возило Мерцедес со скопски таблици што го управувал 31 годишниот скопјанец и товарно возило Мерцедес со тетовски таблици. Во несреќата возачот на Мерцедесот и со патничката од истото возило добиле тешки телесни повреди и со медицинско возило пренесени се во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош возачот е пуштен на домашно лекување, додека со патничката како итен случај префрлена е на скопските клиники. Во недела 17 септември околу 18 часот и 20 минути на нива во атарот на тетовското село Фалише во местноста Клуково од засега неутврдени причини избувнал пожар во кој биле опожарени 5 кубни метри дрвени греди и исто толку метри кубни дрвени штици. Гредите и штиците собственост на 34 годишник биле складирани на нивата, а причинетата штета се проценува на 120.000 денари.
Букети свежи цвеќиња денес беа положени пред бистите на народните херои Ѓоце Стојчевски Амбарче и Тодор Циповски Мирџан во Тетово. Годинава се навршуваат 73 години од нивната херојска смрт во битката кај Мавровското село Беличица. Со одделни пригодни комеморации во паркот кај Стара библиотека и во дворот на фабриката Тетекс, денес се одбележа 73 годишнината од херојската смрт на Ѓоце Стојчевски Амбарче и Тодор Циповски Мирџан. Тие биле припадници на третиот тетовски одред и загинале во битката со балистите кај Мавровското село Беличица на 19 септември 1944 година. На денешен ден, на 19 септември 1944 година, само 10 дена по капитулација на фашистичка Бугарија, беше извршено невидено и нечуено злосторство во убавото село Беличица на падините на Бистра од страна на фашистичките слуги предводени од Акив Речани. Што предходеше на овој немил настан? По фашистичката окупација на Македонија и по нејзината поделба и распрцување, кога на 23 април 1941 година Македонија беше поделена, а на 22 јуни 1941 година со декрет Италија дозволи дел од Западна Македонија да се припои кон така наречена Голема Албанија. Од тогаш животот на населението стана уште потежок. Но и во вакви услови македонскиот народ и неговото население не подклекна. Напротив, силно ја започна народно-ослободителната борба за слобода. На цела територија на Македонија се водеа успешни борби за ослободување од фашистичкиот окупатор. Се формираа се повеќе партизански одреди, батальони, бригади. Се надзираше и слободата на Македонија. На 8 август 1944 година во село Рамно, Кумановско, беше формиран третиот тетовски партизански одред, во чии редови влегоа прекалени борци од третата македонска бригада, поголемиот број од нив од Тетово и Тетовско и кој по одлука на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија беше упатен во Западна Македонија и кој требаше да учествува во завршните операции за конечно ослободување на Македонија. Во знак на сеќавање и почит кон хероите на Тетово и нивните соборци, букети свежи цвеќиња пред бистите на народните херои Ѓоце Стојчевски Амбарче и Тодор Циповски Мирџан денес положија делегација на Општинската организација на Сојузот на борци Тетово, делегација на Сдруженијето на резервни офицери, делегации на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и на Општинската организација на СДСМ Тетово и граѓани почитувачи на настаните од НОП. Во борбите со балистите бранејќи го селото Беличица загинале 19 партизани од третиот тетовски партизански одред. По завршетокот на борбата со партизаните балистите убиле 17 жени, деца и старци од селото, а потоа го запалиле до темел целото село. Биле заробени и 4 партизани, од кои 2 биле стрелани во Тетово 2 дена потоа на 21 септември. По тој повод на 21 септември во дворот на црквата Свети Никола во тетовската населба Култук ќе биде одбележана годишнината од стрелањето на Младен Симовски Требош и Андреа Ристовски Шварц. Букети цвеќе на спомен плочата подигната во нивна чест ќе положат членови на семејствата, делегации од Сојузот на борци Тетова, од Тетовската касарна Кузмен Јосифовски Питу, од политичките партии, како и ученици од основните училишта. Социјалдемократската младина од Тетово со положување на свежо цвеќе на споменобележието во Беличица се приклучи кон одбележувањето на 73 годишнината од битката кај ова Мавровско село. Денес, во историската Беличица, искажуваме почит кон ликот и делото на младите тетовски партизани, припадници на третиот тетовски партизански одред, кои загинале токму на ова место, борејќи се за својот возвишен идеал. Денес се поклонивме пред херојскиот, храбар подвиг на тогаш нашите врсници. Токму од ова место заклучуваме дека младите луѓе секогаш треба превземаат храбри подвизи. Подвизи кои секогаш и во секое време ќе носат прогрес. Младите луѓе, мотивирани секогаш од искрена и силна желба за правда, мораат да се спротистават на секој поединец и на секоја група, која личниот го ставаат над општествениот интерес. Нека споменот за младите тетовски партизани херои биде вечен.
Во Центарот за култура во Тетово ќе се прикажат два филма кои се дел од францускиот филмски фестивал. Проекциите ќе бидат во малата сала на Центарот за култура Илијан Тевски смок. Филмовите од 10-тото издание на францускиот филмски фестивал, организирано од страна на Францускиот институт Скопје како форма на патувачки фестивал низ цела Македонија, за прв пат ќе се прикажуваат и во Тетово. Во среда со почеток во 19 часот и 30 минути во малата сала на Центарот за култура Илијан Тевски смок во Тетово ќе се емитува филмот Семејството Белие од 2014 година, што трае 1 час и 46 минути. Во семејството Белие сите се глуби освен 16 годишната Пола. Таа им е потребна на нејзините родители за да им преведува во секојдневието, а најмногу при работата на семејната фарма. Во четврток во 20 часот е филмот Жапелу од 2013 година, што трае 2 часа и 15 минути. На почетокот на 80-тите години Пиер Диран се откажува од успешната адвокатска кариера и се посветува на неговата пасија трка со коњи. Филмовите се за секоја возрастна група со превод и на македонски и на албански јазик. Влезот е бесплатен. Денес по завршувањето на регионалните вести во 17:30 часот ќе имате можност да го гледате концертот на женскиот вокален етно состав Езерки и оркестарот 7 осминки. АДЕВА на Македонија ги известува потрошувачите дека заради технички зафати во електросистемот утре без струја од 9 до 15 часот ќе останат делови од улиците Благоја Товска, Браќа Миладинови, Видос Милески Бато, Киро Ристовски Дрнц, улиците 145, 165 и 107, блок 70, Царински терминал Тетекс и основното училиште Кирил и Методи. Без струја утре од 9 до 13 часот ќе остане и делот село Желино. Собранието денеска едногласно со 82 гласа за го донесе законот за стечајни работници. Со законот се овозможува околу 3000 луѓе да добиваат месечен надомест од по 7596 денари, односно 34% од просечно исплатената месечна нето плата минатата година. Тоа ќе го чини буџетот од околу 5 милиони евра годишно. Невработените лица опфатени со законот треба да имаат најмалку 15 години стаж во предпријатија со доминантна сопственост на државата, а таму работниот однос да им престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно со 30 јуни годинава. Ќе важи само за стечајци кои на денот на стапување во сила на законот имаат најмалку 52 години за жени, односно 55 за мажи. Лицата треба да имаат отворено право на паричен надомест по 1 јануари 1995 година, а по остварувањето на правото на паричен надомест да не биле вработени на неопределено време, односно работниот однос да не им престанал по нивна волја и вина. Исто така беше донесен и законот со кој се укинува плаќањето на радиодифузната такса, кој беше воведена во 2005 година. Со законот се предвидува приходот што досега го добиваше македонската радио и телевизија преку собирање на оваа давачка да се финансира од државниот буџет. Македонската радио и телевизија ќе добива 0,5% од буџетот на годишно ниво, што е околу 14,3 милиони евра за 2018 година. Покрај од буџетот МРТ ќе се финансира и од приходи на кабелските оператори и од приходи остварени со продажба на програма произведена во македонската радио и телевизија. Со жребка денеска во Државната изборна комисија беше утврден редоследот во единствената листа на кандидати за гласачките листиња за престојните локални избори, што треба да се одржат на 15 октомври. Листи со кандидати за градоначалници и за советници имаат поднесено 19 партии и коалиции, а 64 се од групи избирачи. Прва на гласачкото листа ќе биде СДПМ, втора коалицијата Алијанса на албанците и НДП, трета ДУИ, четврта коалицијата за Битола ДУИ, БЕСА и Алијанса на албанците, петта коалиција Заедно за Газибаба предводена од БЕСА, шеста НДМ Јанко Бачев, седма ВМРО ДПМНЕ, осма Народно движење на турците, девета Алијанса на албанците, 10 ЕТМОРО, 11 е Демократската партија на турците, ГРОМ е 12, коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ е 13, БЕСА е 14, ДПА е 15, Левица е 16, ПДП е 17, Сојуз на Роми е 18, а СДСМ е 19.
Листите на кандидати за членови на совет и листите на кандидати за градоначалник кои се поднесени од ист подносител ќе имаат ист реден број во сите општини. Според роковникот за локалните избори, најдоцна до 21 септември, општинските изборни комисии треба да ги објават листите на кандидати за членови на совет и за градоначалник. Во оние општини во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик, различен од македонскиот, се објавуваат покрај на македонскиот и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа општина. Во Атина избија помали судири меѓу грчката полиција и група млади учесници во протестен марш организиран во знак на сеќавање на музичар и активист убиен пред 4 години. Откако групата во западното атинско предградие Керацини ги искрши прозорците на локалната општинска зграда, фрлаше камења и најмалку еден молотов коктел кон полицијата, припадниците на безбедносните сили одговорија со шок бомби. Во судирите никој не е повреден ниту приведен. Овој марш, како и оној пред 3 дена, организирани од левичарските активисти, се одржаа во знак на сеќавање на Павлос Фисас, кого пред 4 години го убија симпатизери на неонацистите, односно приврзаник на Златна Зора. Неговото убиство покрена серија протести ширум Грција и доведе до истрага против Златна Зора, а судењето против членовите на таа партија и натаму трае. Голем пожар вчера избувна во еден магазин во северниот дел на Лондон. Во гаснењето на огнот ангажирани се 120 пожарникари со 25 возила. На социјалните мрежи објавени се фотографии на магазинот во пламен, од каде се издигна густ црн чад. Се работи за голем пожар и има прилично чад. Поради внимателност, локалното население е советувано да ги затворат прозорците и вратите, изјави представникот на противпожарната единица Сем Казманли. Причината за пожарот се уште не е позната. Русија и Кина одбија да им се придружат на 128-те земји во подпишувањето на декларацијата на американскиот претседател Доналд Трамп за поддршка на реформите на Обединетите нации. Декларацијата има за цел подобрување на работата на Светската организација за поефикасно справување со глобалните кризи. Руски официјални представници изјавија дека Москва е за намалување на бирократијата во Светската организација, но се противи на промени кои би се вовеле преку декларација, предложена само од Соединетите држави, а не преку разговори меѓу земјите членки на Обединетите нации. Трамп побара од земјите членки да ја потпишат декларацијата од 10 точки за реформи на Обединетите нации пред да ги покани да учествуваат на вчерашниот состанок во врска со ова прашање. Неколку часа пред почетокот на Генералното собрание на Обединетите нации, лидерката на Мјанмар Анг Сан Суи Чи упати помирувачка порака до меѓународната заедница, изјавувајќи дека е подготвена да организира враќање на повеќе од 400.000 муслимански рохинги, побегнати во Бангладеш. Подготвени сме да почнеме проверка на идентитетот на бегалците со цел нивно враќање, изјави Чи во телевизиски говор на англиски јазик без превод на мјанмарски, не наведувајќи дали критериумите за враќање, кои во нормални услови се многу строги, ќе бидат ублажени. Властите во Мјанмар се на судар на меѓународни критики заради судбината на над 410.000 рохинги, кои побегнаа од покраината Рахин на западот на Мјанмар, каде што војската спроведува голема операција на одмазда по нападот на побунетите рохинги на 25 август. Карибскиот остров Доминика претрпе големи штети од ураганот Марија, информира премиерот Рузвелт Скерит. Првичните извештаи зборуваат за големи уништувања, напиша Скерит денеска на Фејсбук, велејќи дека од многу куќи се откорнати покривите, меѓу кои од неговата. Тој пишува дека стравува оти ќе има повредени, а може би и загинати во евентуалните свлечишта на земјиштето, предизвикани од постојаниот дожд. Ураганот Марија премина во невреме од 5-та категорија, откако доцна синоќа ја зафати Доминика. Националниот центар за урагани во САД соопшти дека ураганот малку ослабнал до крајно опасна бура од 4-та категорија, кога се упатил кон француската територија Гвадалупе. Предупредувања за урагани беа издадени за Гвадалупе, Доминика, британските девствени острови, Сент Китс и Невис, Монсерат, Мартиник и Света Луција.
Денес имавме топло време со мала облачност и умерен југозападен ветер. Утринската температура се движеше од 8 до 15, а дневната од 26 до 35 целзиусови степени. УВ индексот изнесуваше 6. Утре ќе имаме облачно време со повремени врнежи од дожд со појава на ретки грмежи, а ќе дува и засилен југозападен ветер. Дневната температура значително ќе опадне и тоа за 10 до 12 степени целзиусови. Утринската температура ќе се движи од 4 до 11, а дневната од 20 до 29. УВ индексот ќе изнесува 6. Регионалните вести завршуваат овде. Благодарам што бевте дел од нив. Пријатно.